Почитувани мои, добар ден. Ако сте веќе во својата домашна атмосфера, топло препорачувам да се раскомотите, да си ставите во чашата тоа што најмногу сакате да испиете, се разбира водичка, сокче, може би чајче, некој пие на ова жешко време и да се подготвите да го завртите нашиот телефонски број 0230766777. Еве која е причината зошто сакаме да ве слушнеме. Од денеска има нови цени на горивата. Првиот човек на регулатор, на господинот Бислимовски, по критиките во дел од јавноста, велат околу Свети Николе има нафта, како и гробот на Александар Македонски. Конечно, нешто нека најдат, вели, и да им помогнат на граѓаните. Она што ве прашува црвена линија, кој пие нафта во државата? Секако нема да заборавиме да ве подсетиме дека задолжително посакуваме да не заследите на Инстаграм, ако не сте го направиле тоа, и да гласате и одговорите на нашето денешно анкетно прашање. Анкетата на Инстаграм црвена линија ве прашува: има ли нафта во Свети Николе? Одговарате со да и не, а се разбира резултатите ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите. Сега, секако, линијата е веќе отворена за сите оние кои што сакаат да се вклучат во црвена линија, а додека да се загриете и вие и ние одиме со инфо за тоа што не смеете вечерва да пропуштите. Рокови спакувани во охрабрувања. Какви обврски доби Комисијата за историски прашања со протоколот за спроведување на договорот со Бугарија? Можно ли е историските прашања кои беа заглавени во македонско-бугарските разлики да се решат наскоро? Се засилува ли политичкиот притисок врз Комисијата за историја? Интервју со професор Драги Ѓоргиев, председавач, и професор Љупчо Ристевски, член на македонскиот тим во историската комисија. Топ тема вечера во 19:15 со Тамара Грнчаровска. Повторно со црвена линија, гледајте вечерва топ тема во 19:15 часот, а сега добро слушнете што ќе ни каже нашиот прв гледач во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Секој добро, дали сме... Поздрав до вас и до телевизија Телма. Голем поздрав и до вас. Овој наслов што го ставите, денес и кој пие нафта, државата или некој друг? Никој не пие нафта во државата, туку државата се бори како да ги обезбеди сите тие течни горива за Република Северна Македонија. Пошто ние, како Република Македонија, сме на некој начин тежиме кон да ги задоволиме потребите во Република Македонија, да со нафта, да со газ или со некои други течни горива. Тоа што Бислимовски го кажа дека во Свети Николе не знам и каде имало нафта. Тоа е, да ви кажам, тоа е пропаганда све од опозиционата партија која кажува дека во Македонија има нафта. Нека извинат, никаде во Македонија нема нафта. Ние сме одувек на некој начин заложници на тие увозни енергенци кои се наоѓаат во Република Македонија. Не можеме да едем во Македонија, ги увезуваме. Затоа јас би ги поздравил и владата и сите и тие структури кои што се борат за грејето, за горивата, за струјата, што по безболно да граѓаните да ги да ги добијат, за да не може, затоа што доаѓа и на големо зголемување на парното. Ја не знам како ќе се одвива тука, али јас се надевам дека ќе има едно реално зголемување на топлинската енергија. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам многу. Секако не заборавајте да не догледате до крај, а еве веќе кога зборуваме за тоа дали има потенцијални лежишта на нафта во Македонија, при да ви откријам што исчепкавме на интернет, веднаш ќе го вклучиме новиот гледач, па ќе проговориме за тоа има ли нафта во Свети Николе. Добар ден. Добар ден, црвена линија. На самиот почеток верувам дека веќе се знаеше тоа да се намали тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Дали сум на линија? Вие сте на линија и тоа во црвена линија. Повелете. Благодарам. Па вака, јас ќе го кажам своето размислување. Да сакаме да имаме нафта, дали имаме не знаеме, но има некои си истражувања од времето на бивша СФРЈ дека стварно на потегот на Свети Николе се наоѓа некакви си
симптоми, знаци дека има некаква количина на нафта или нафтени шкрилци и слично. Но тоа да се испита, дали е досега испитувано, дали не е испитувано, не знаеме. И ако ги има во која количина, но ми се чини дека сигурно и ако ги има, недоволно е тоа количество, некој да се напати, да копа и да извади таа нафта на површина. Ние како држава финансии немаме, лично сами да го тоа направиме, сепак мора да бараме помош од оние кои што се остручени и имаат многу пари. А ние немаме и затоа ќе кажам дека е многу тешко, а желбата е пуста преголема, дај Боже да има и да и ние се вброиме, па макар со 0,01% во светското производство на нафта. Е на тоа што сега се збори, се дискутира, значи и да и не можам да бидам сигурен дека има и нема, али што сум читал, верувам дека сигурно има. А сега земјата крие многу работи, па може би... Благодарам многу и вам за вклучувањето во Црвена линија и еве како надополна на она што го кажа овој гледач кој што се вклучи, еве што откривме во една статија. Во периодот од крајот на 50-тите години на минатиот век до крајот на 60-тите години, тогашната југословенска влада одобрила и делови од Македонија да влезат во програмата за нафтени истражувања, финансирана од сојузниот тогашен буџет. И во таа програма влегле истражните работи во Тигвешијата, во Скопско поле и во Овчеполието. И тоа на повеќе локации, зашто првичните снимања покажале дека теренот на тој простор најмногу одговара за потенцијални нафтени наоѓалишта. Ајде да видиме што ќе ни каже следниот гледач во Црвена линија. Добар ден. Ало? Ало? Јас ве слушам одлично. Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Добар ден. Добар ден, се слушаме. Еве, повелете. Јас се јавувам од Свети Николе. Одлично. Ве слушаме, продолжете. Има ли нафта? Иначе, поточно сум од село Ерџелија. Така. Ние 63-та година копавме бунар и ископавме негде околу 5 метри. И одеднаш наидовме на слој од ќумур. И изби вода, црна вода. И ние се посумњавме нешто, дали тоа сега што го зборите, дали има нафта во Свети Николско, па ја мислам дека ако запишите мојот број и да пријавите таму кај што треба да ме контактират мене. И јас можам само да ги однесам на тоа место кај што копавме бунарот, да се испита колку е тој слој на ќумур и каква е таа црна вода што изби. Што се случи по истражувањата во тој период? Има податоци дека прекинато истражувањето по 2 години, дека документите биле сочувани во тогашна Србија. И тоа беше 63-та година. Ја бев тогаш 16 години. Драго ми е што директно преку вашето искуство не запознавте што се случувало во тој период, во тој реон. Се разбира целото Овчеполе, но најмногу онаму каде што и самите вие кажавте, тоа е селото Ергелија. Оставете го вашиот контакт во режија, така да сега е време да го вклучиме и новиот гледач во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Вие сте во Црвена линија. Поздрав до. Голем поздрав до вас. Па јас сакам да кажам. Имаше од македонска кавица инженер кој беше како беше сукана вас води питуваше повеќе. И он кажуваше дека во Светиникова има нафта. Но не смееле да вадат пошто изворно во Грција. Тоа го чух јас што повеќе. А во Македонија има многу нешто. Ама во целата цела има ураниум. Всичко ми работа во тој рудник и беше во 3 месеца и потоа беше во пензија. И да цели. Ти го сата знаеш колку имаше дото? Дото. 1 тон годишно. И 2 тона црема. И каде отидува се? Така богато. Да кажеме.
Много не открие да стигва. Не е това. А не ние не се разкъсваченото нам. Да сме да пипне там. Гърците, че ни изцепа. Така е случайно има, па не знам дали така ще иде. Това е селото рождение. Благодарам. Голем поздрав и до вас, благодарам секако што го кажавте вашето мислење и видување во црвена линија. Во продолжение ќе ве подсетам дека слободно може да најнапред да не заследите на Инстаграм. Причината е и да се вклучите активно во секојдневните анкети кои што ги поставува црвена линија, а денешната ве прашува има ли нафта во Свети Николе, одговарате со да и не. Ќе ве подсетам да не заследите на Facebook црвена линија и секако на Твитер. Одиме со нов гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам? И вам исто така. Дали сум во програма? Вие сте во програма, продолжете. Да, темата кој пие нафта во државата. Ние граѓаните пиеме лекови. Лекови. Кој пие нафта пие, тој се го постигна, што го постигна прашањето. Има ли нафта во Свети Николе според вас? Има и нафта, има и злато, има и се има и богатство, и се има, и тоа нема кој да ја води државата, а вие со овакви програми правите една конфузија во медиумите што ја не можем да ја сватам. Кажете ми дали во Свети 46 години интелектуалец. Објаснете ми. Значи вие на анкетното прашање дали има нафта во Свети Николе, вашиот одговор е да или не? Не, прво темата е кој пие нафта. Прво пие нафта тој што е после прашањето. Друго дали има нафта во Свети Николе, во Македонија има и нафта и злато. Значи одговорот е да. И злато, има и рудни богатства, се има. И тоа вие медиумите правите бизнеси. Благодарам, го цениме и вашето мислење. Какво и да е, сепак продолжете да не гледате, бидејќи време е да слушнеме и нов гледач на 023076677. Колку за подсетување, морам тоа да го кажам, внимавајте на тајмерот, 90 секунди и секако намалете го тонот на ТВ приемникот. Добар ден за новиот гледач во црвена линија. Добар ден. Убаво ве слушаме, на тоа ми е најважно. Имаше некои раскажување, некои приказни, некои дали беше во основа на некои испитувања или било што дека во Свети Николе има нафта. Само е прилично длабоко за експлоатација, а количините се исто така минимални. Предпоставка дека количините се минимални и дека нема да биде исплатливо. Сега колку е то точно, то не беше сега, то беше негде пред, не знам. Така ни се јави гледач кој што е тогаш имал 16 години, кој се случувало во минатиот век 50-тите, 60-тите години. Конкретно фирмата Нафта Газ од Нови Сад имала испратено екипа. Па да, испитувале, правеле, меѓутоа не било економично. Или сега за Југославија не беше економично, бидејќи како Југославија, како држава, има славонските полиња горе едно друго, таму има нешто нафта, а има нешто на приморијето, во морето и така да ова наша нафта не беше интересна. Сега колку ја има, како ја има, што ја има, треба да се видат тие испитувања, да се, ако ни дозволат, фала Богу, од Нафтагаз да ги видиме тие испитувања, мора да се запишани некаде, неке да се фрлени в ѓубре. Така се спомнува дека тогаш тие документи се повлечени со екипата на Нафтагаз, а интересно е дека во тоа време по релативно кратко бушење успеале да откријат жила на солена вода, за што биле потребни и дополнителни сериозни истражувања. Како и да е, целото ова останува мистерија, но драго ни е дека имаме и гледачи кои што се сеќаваат на тоа време. Сега убаво да ја повториме темата, да не биде дека црвена линија е фокусирана на тоа кој пие нафта. Ке подсетиме дека од денес имаме нови цени на горивата. Првиот човек на регулатор на Беслимовски по критиките во дел од јавноста.
Цитирам, велат околу Свети Николе има нафта, како и гробот на Александар Македонски, конечно нешто нека најдат и да помогнат на граѓаните. А секако можеме и да ја видиме и изјавата. Ако некој мисли дека во Македонија има своји резерви на нафта и можеме ние сами да си правиме цени, јас го отстапувам моето место, нека прави цени како што смета од собствено производство на државата. Најверојатно секогаш околу Свети Николе кажуваа дека има и гробот на Александар Македонски бил, и нафта дека имаме. Верувам дека нешто конечно ќе најдат и ќе помогнат на граѓаните. Кој пие нафта, прашува црвена линија. Да видиме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Се слушам таму во просторот каде што не следите. Добар ден. Добар ден. Вака, една интересна тема, кој пие нафта, но после кратко време да кажем нешто факти. Значи, никој не пие нафта, тоа е Писмиловски како што рече. Значи, од геолошки аспект, значи, тука не треба да речеме хемија, минералогија, значи, во Сурандол не нафта, него веројатноста е за плин. Затоа што еве сега од каде. Прво, ако земете многото, имаме тука иранска амбасада. Ако земете сетиот плин што го има, нели Иран, значи тоа не е далеко или Русија, тоа е околу Кавказ, односно Каспиското море. Сега некој да му одговори на Бислимовски го рекла, пошто мојата име јас сум како химичар, значи Каспиското море, ако земете долар, нели сите знаеме, тоа се вика Сурандол. Значи Сурандол, ако видите еве на карта отворите, пуснат тука било тоа Панонското море. Нели, го знаат тоа, да речеме, те што се бават со геолошка историја. Кога се понеко Панонското море, кога гледате, нели, Адоранското нема споредба нели со, каже го, со Охрид. Значи, нели како бара, има кал, значи има алги. И па тука е тоа. И сега ние ретам да донесеме тука ирански, нели, струченци да им кажат дека има нешто. Пошто гледате и Иран, не се наоѓа во Техеран, него околу Каспиското море. А Каспиското море е тако, затоа реков, значи, веројатноста е многу голема. Значи, ако не е 190 е сигурно. Сега рекла тоа служен достои, тука можеме варда да го пуштите, се вика не само нафта, него да си направи наша ривиера. Значи тука извира сол, да знаете точно. И животните пијат. Значи ние можеме само... Благодарам многу. Продолжете да не гледате секако. Еве, вклучуваме се повеќе гледачи, тоа значи дека не само што слушаме мислења, туку и искуства, па и сведоштва. Драго ни е дека се вклучи гледач кој што самиот, еве ќе повторам за оние кои што подоцна не гледаат, дека тогаш имал само 16 години кога се истражувало во Свети Николе, во тој регион, дали има нафта. Ајде сега да одиме малку кај Твитер, кај твитерџиите и да видиме како се коментираше на ова изјава и моментот дали всушност во Свети Николе има нафта. Нервозната вели почека некој месец после утврдената вина на кабелот во Тетовската модуларна болница и ете го, дами и господа, Кочо Онгјушев кој ќе ни ја решава кризата со електрична енергија заедно со Крешник Бектеши, Бислимовски и Васко Ковачевски. Добро е да се набават дрва. Ова е констатација и коментар на Нервозна, а Легна Восра вели кој му е дилер на Марко Бислимовски. Како и да е време да го вклучиме новиот гледач. Добар ден. Добар ден, конечно и ја дојдов на ред. Конечно и драго ни е дека е така, па повелете. Вака, моје расписување, по мене мислам дека не требаше оваа тема уопште да ја поставите, затоа што Бислимовски тоа што го кажа беше со иронија. Добре, ве сметате ли дека во тој регион можно да постојат? Не постои можност никаква, затоа што ако тоа било така, до сега американците тука ќе беа. И ќе ја вадеа нафтата. Прашањето дали имаме нафта или немаме нафта, ние македонците вода у очи немаме, а не нафта. А сега ајде и гробот на Александар. Така да е малце по-сериозно. Ајде сериозно до вас. Кои се најможните начини и ресурси со кои што во моментот Македонија располага, се разбере да се растерети тој увоз на газ? Тоа е веќе добро прашање. 30 години се менјаваат едни
дојди, други отиди си, па други дојди, никој не му текна да направи го зборат Чебрен и Галиште 30 години, зборат соларни централи. Сами сме се ние криви, никој не ни е крив сега, па сега ќе платиме. Па ќе платиме. Од нас е. Благодарам, големо благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Секако нема да плачете додека ја следите Црвена линија, верувам, туку ќе останете докрај за да слушнеме и други размислувања. Добар ден за новиот гледач. Здраво. Здраво, секој е добро. Разбира се. Би кажал вака, прашањето е шеретско за запракација, ама кој го разбира. Значи, народот изгледа стварно пие нафта, ама и сега е она скапа више, значи, ни вода не можеме више да пиеме, не па нафта да пиеме. Ограничени сме, значи, ова е ограничување на нашиот ментален склоп. Значи, и да имаме ние тука нафта, еве, ја тврдам дека Скопје има нафта, еве, ја ти дам гаранција. Сега да патиме да пушиме, ќе најдеме пушотина со нафта под Скопје. Ама колку ќе инвестираме у бушењето? Пинтата е да дојдеш со помалку вложени средства до главниот продукт. Ако ти вложиш повеќе од неговата пазарна цена, све ти е џабе. Значи, нафтата треба да е тука близко, пристапна, на допатна рака, да пројдеш ефтино до незиното доаѓање, па за да можеш после да обработиш да продаваш и се останат. Па ако има Свети Николе нафта, onda рафинеријата е грчка, тоа значи грците ќе владеат со таа нафта, не ние да владееме. Продадено е све од држава. А тој Бислимовски со тие финти негови, излитени фрази што ги користи, мислам, малиот многу се занаша, мислам, што да му кажам друго. Многочине вози како волови за купус не тера. Поздрав пријатно. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија. Сега, во меѓувреме, ако имаме гледач, веднаш ќе одиме со гледачот. Имаме гледача, потоа нешто по гледачот ќе прочитаме од коментарите на Facebook. Добар ден. Ало, добар ден. Убаво ве слушам. Добре ми дојдовте во Црвена линија, па еве како коментирате на денешната тема? Вака, има ли нафта во Свети Николе? Бушотината, точно, јас сум од тој крај, памтам. Така? Во атарот на село Ерџелија, општина Свети Николе. И ден денеска постои бушотината. Се сеќавам како дете пушеа некаде околу година и пол, скоро 2. Така. Имаше бараки сместени таму направено во работниците. И не знам до колку метра спаднаа доле и се чудека нашле нафта. И идеа такви цистерни за носење на нафта тоа време. Па минеа тука доста од селото, пошто патот мора да поминат преку Ерџелија. Така? Па едно 10 дена носеа нафта, после нешто прекина, Сојуз на комунисти бивши не се сложија, нешто ваму таму, ја затнаа дупката, се иселија и толку. Добра, верувате ли дека има нафта во Свети Николе? Верувам. Лично јас може екипата да ви направи анкета таму, да дојде некој кај бушотината од Телма телевизија, ако сакате може да ме најдете, ќе ве спроведам и ќе ви објаснам се, ќе најдам и постари луѓе што ќе образложат повеќе. Огромно благодарам и вам, еве што вие како очевидец од тој крај и во тоа време сте биле директно сведок, па го пренесовте за сите оние кои што во моментот ја гледаат Црвена линија. Одиме малку на Facebook, не случајно, затоа што, еве, поточно ќе кажам, заследете го не само профилот на Црвена линија на Facebook, туку и на телевизија Телма и таму одат објавите на нашите теми. Па еве ќе прочитам конкретно коментар на Зора Карадаковска. Сега ќе можете и да го видите, се надевам, еве го така. Вели, има во село Ергелија,
кај Свети Николе, но неисплатливо било. Уште пред 54 години за време на СФРЈ доаѓаа експерти и бушеа. Потече сурова нафта, но резервите биле мали и не се исплаќала инвестицијата. Донесе мојот татко дома во туба од таа нафта. Јас бев дете од 10 години. Црно-зеленикава течност запалена гори со многу чад, бидејќи е сурова нафта, која не е рафинирана. Благодарам и на Зора што коментираше и еве ни откри каков сведок била во тој период. Одиме со нов гледач. Добар ден. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Добар ден. Добар ден. Слушаме? Да, повелете. Добар ден. Не поддржам преискена гледачка што кажа дека све што има и геолошки, мислам геостратешки што кажа, затоа што ние секој пат нашата држава си ја поценуваме. Значи дека имало, еве се сеќавам кога имаше на телевизија, дека и во Струмица од чешмите дамо не знам од кое село имаше како тече метан. Значи Македонија е богата. Има, меѓутоа за жал ние секој пат се поценуваме пошто бевме во комунизмот, бевме една од последните држави што не можехме сами ништо да направиме и така останавме до сега. Значи ние сме богати и имаме. Затоа ние не смееме, дури ми е несумливо, сега што толку брзо влеговме во Европа. Ете у Валандово таму исто сакава, кај сакава рудникот, да го копат све. Значи ние толку сме богати со метали, тоа е чудо нешто. Видите, ние и сето тоа ние го продаваме. Кај нас, за жал, сите, кога ќе најдат некој мајдан за нешто, обавезно тога све се случува на брзинка, а ние самите све се поценувани. Јас сум сигурна дека имам и поддржувам сите луѓе што ги кажала, затоа што пак ќе кажам, еве ти го метанот во Струмичко во селото, свече низ чешмите луѓе, го гледавме на телевизија, значи со факти, со слика. И сега зашто кај нас ништо не се употребува, затоа како ќе станат овие бизнисмениве богаташи? Ние сме научени све да увезуваме. И земјоделство и се упропастија само да се увезува и да живеат само трговците за било која област. Благодарам, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Сега сакам нормално да ви покажам уште нешто испратено од наш гледач Бојан Јуруковски, кој што вели ја гледам емисијата па да се умеша. Испраќа фотографија, всушност сочувана географија на Македонија, природни и социогеографски карактеристики, издадена во 1976 година. Сега следно што сакаме да ви покажеме што стои всушност за Македонија во однос на нашата тема. Вели, во Македонија до денеска не е констатирана нафта, меѓутоа пронајдени се неколку појави на парафински шкрилци. Овие шкрилци се откриени во околината на Пробиштип, Крива Паланка, Свети Николе, во околината на Куманово, а во Малешевијата се пронајдени и битуминозни шкрилци. Парафинските шкрилци најдобро се проучени во околината на Пробиштип. Овде резервите се ценат на неколку десетици милиони тони, но се со мала содржина на масло од околу 6,9%. Големо благодарам до Бојан. Ета, можете и вака да учествувате во Црвена линија, ако не сте многу по телефонирање, но оние што се, сега го ги вклучуваме веднаш. Добар ден. Стишете го телевизорот, ве молам. Добар ден. Добар ден. Се слушаме. Намалете го само тонот на ТВ приемникот, ве молам. За да зборувате преку слушалка, подобро ќе се слушнеме. Дали ме слушате? Дали имаме гледачката на линија? Ало. Црвена линија, добар ден. Добар ден. Повелете. Во врска со нафта во Свети Никола. Јас сум жена од 78 години. Добро. Близу Свети Николе ми е селото и знам тоа, само не знам точно која година беше, не памтам зашто без, мислам помала некако сега. Така, околу 50-тите, 60-тите. Памтам многу во кога поминува бушачи, вика, доаѓаат бушачи за нафта во испод Свети Николе малце тоа. И ден денеска има таму нешто како коцка и клуч, некој голем катанец, не знам што таму, и дека најдоа нафта, се раскажа секаде, тоа натаке наваке, мислам низ по селата се раскажа секаде. И истите тие бушачи
пишаци дојдоа у дворот наш ни избушија вода за пумпа. Пријател беше татко ми со нив и ни избушија вода за пумпа. Друго не знам што да ви кажам, кратка ќе бидам. Али сигурна сум дека има нафта во Свети Николе. Во ред. Благодарам многу, особено бидејќи сте директен сведок на времето кога се вршеле бушење и испитувања во тогашна Југославија. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Црвена линија. Ве молам, намалете го тонот на ТВ приемникот. Ве молам. Да се зборуваме преку слушалка. Вака имаме само фонија и ехо и не ме слушате. Еве ќе се обидам уште еднаш. Добар ден од црвена линија. Добро. Јас ќе почекам малку. Ајде да видиме сега дали ќе имаме успешна конекција со следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Јас се слушам себе самата, што значи дека треба да се намали тонот на ТВ приемникот. Знам. Ало, добар ден, црвена линија. Стишете го телевизорот. Како и да е, еве, во однос на она што можевме да прочитаме и откриеме на интернет, секако имавме вклучување на гледачи кои што се сеќаваат како изгледало во периодот и се сеќаваат кога со цистерни доаѓале и се вршеле испитувања во Ергилија. Оно што можевме да откриеме е податокот дека поради ниската цена на нафтата на светскиот пазар во тој период, кое што тогаш само чинело од околу 10 до 20 долари за барел, немало голем интерес за продолжување со истражувањата. Ниту пак сосема точно се знае до какви сознанија дошле стручњаците на тогашната нафта газ. Добар ден за новиот гледач, верувам дека се онака како што треба и ќе се слушнеме веднаш. Добар ден. Добар ден. Секој е добро, вие сте во црвена линија. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Сега вака, госпожо. Ќе ве молам да поставате теми за економија и земјоделие. Сметате дека ова не е тема економија? Тука не е проблем. И да го подржите тоа времето 100 пати ви е кажано, не е 90 секунди, тука до саат, секако немате у програмите што се дават. Што мислите, дали во Свети Никола има нафта? Ве молам одговорете ми на прашањето. Дали ме разбирате и така? Еве, нафта сега го спаѓа во Нема нафта во Свети Никола, каква нафта, какви вакати. така, тоа е да слушнам, што мислите? А кој пие нафта во државата? Да поставате прашања повеќе за економија и земјоделие. Македонија е градна земја и ништо повеќе ни помалку. Добро. Благодарам. Ете, ќе потсетиме, верувам дека кога зборуваме за нафта и особено кога зборуваме за цени на горива и кога зборуваме за се она што е важно и клучно кога станува збор за енергетски ресурси, тоа сега го спаѓа во фахот на економија. А за тоа дали ќе бидеме подолги, еве јас само можам да му кажам на гледачот дека Рим не е изграден за еден ден, знам дека тоа посакувате, но тоа преку ног нема да се случи, но ќе го имаме во предвид и благодарам за сугестијата. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Ден. Добар ден, се надевам дека се слушаме. Јас мислам дека ве слушам, вие не знам дали ме слушате. Да, одлично, тоа е добро и ме радува. Ви посакувам убав ден. Најубав ден ви посакувам јас. Зар нафтата кога би ја имале и кога би имало извор во Свети Николе на нафта, не би било тоа економски бум, господинов, добро, постари години, не може да мерувам се, во сите телевизии се зборува он само за грозието
И тоа е негова тема. Добро, нека ни е жив и здрав и пак нека ни се јавува. Така, и треба да ни се јавува. Кога зборуваме за црното злато, го има ли во Свети Николе? Јас сум 60 годишен човек, Свети Николе го познавам убаво и знам дека имало бушење, барање, меѓутоа Свети Николе не покажувал знак. Затоа што јас знам само, не дека сум учествувал, не знам дека во Битола, во рек Битола, за рудните богатства, таму се бушено и со сигурност се знаеше дека има руда со поголем квалитет на руда до 2040 година. Сега 20 години и таа анализа што беше направена 80 година со отварањето на рек Битола кај отиде не знаеме дали пред време ние ја продадовме наливо надесно не. Дај Боже да има нови анализи па да дошло кај нас. Меѓутоа во тоа време старо југословенско не имало. Сега некој човек може да ја знае таа тајна и во него постои тали. Имавме и коментар од наша гледачка и веќе посетам која што вели на Фейсбук: донесе мојот татко дома во туба од таа течност, запалена горе со многу чад, бидејќи е сурова нафта. Такви се сведочењата кога во тоа време се вршеле испитувања. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, секој е добро. Добар ден. Добар ден, ве слушаме, црвена линија. За нафтата што во Свети Николе. Свети Николе нафта нема, тоа и се испитуваше уште за време Југославија, во Нови Сад фирма, дојде ископа и тука има многу мала количина, така да неисплатливо е тоа и тоа е апсолутно тука нема ни една фирма да буши, затоа што минимална е таа нафта и неисплатливо е во толку длабочина да се оди. И така испитува тука фирми од Нови Сад, вида дека нема, јас сум човек во години, нема нафта во тоа место и не се, апсолутна нафта не постои во Свети Николе. Тоа може да постои, али тоа сасвем мала количина, што не ги исполнува ни условите за трошковите што би се извршиле тука. И тука седеа месец дена фирми од Нови Сад, од вамо, немаше тука нафта и никаква нафта нема во Свети Николе. Тоа само да ви кажам, друго пријатно и би се поздравил. Благодарам многу. Секако останете, бидејќи одиме со реклами, а по рекламите ќе ги откриеме резултатите од денешната. А по рекламите, време за резултатите од анкетата. Денес прашавме има ли нафта во Свети Николе. На Инстаграм се гласаше вака. 57% одговорија со да, а 43% одговорија со не. И се знае, тука е крајот на ова денешно издание на Црвена линија. Утре задолжително бидете со мене во истото време, нова тема, нов предизвик за сите нас. А сега топло препорачувам да се останете со програмата на телевизија Телма и да ми бидете во добро здравје. Довидување.